Ги исплашили ладното верниците. Досега само 9 мина пријавени за фрлање по Светиот крст на Водици во Штип и Новосело. Во Штип се пријавиле 8 мина, а во Новосело 1. Пријавувањето трае се уште, а е проследено и со задолжителен лекарски преглед. Има пријавено неколку мина, но и до последниот ден може да се пријавуваат, следуваат лекарски прегледи, бидејќи знаеме какви се температурите сега, оние кои што се чувствуваат недобро и сметат дека ќе имат проблем со здравјето, препорачуваме да не влегуваат во водата, а сите оние што ќе сакаат да влезат, нека го извршат лекарскиот преглед, нека се пријават, да биде се безбедно, по обичај. Најмасовно за Водици беше во периодот кога се делеа големи награди, но црквата ги укина материјалните награди од пред некоја година, кога во новоселското вадење на крстот настана инцидент во кој крстот беше насилно одземен. Добрата страна е во тоа што за Водици сега се пријавуваат само верници кои ја знаат и разбираат духовната суштина на големиот христијански празник. Првиот настан на Водици ќе започне со утринска богослужба во четврток од 8 часот во градската црква, пошто следува лицитација на крстот по која ќе започне поворката кон местото на фрлање на крстот. А после лицитацијата на честниот крст, сите заедно од тука тргнуваме кон реката Брегалница, односно кон мостот кој што се наоѓа кај градинката Астибо. И таму ќе се изврши големиот богојавленски водосвет, кој е предвиден според типикот, че после водокрст кој се извршува водосветот во црква, следниот ден се извршува на протечни води. Во петок по Водици е празникот Свети Јован Крстител, за кој во параклисот на храмот Свети Климент Охридски во населбата Сењак ќе се одржи света архиерерска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион, каде ќе се одржи лицитација на вториот крст кој на Водици ќе биде фрлен во водите на Брегалница.